Stiamo tornando da Camo verso Valdivilla. Abbiamo incontrato di nuovo le due signore che stavano camminando prima. E noi siamo più veloci, siamo in bici. Comunque ragazzi, quando nevica l'aria è pulitissima e te ne accorgi, stai da Dio. Vorrei parlare un po' anche in macedone per l'altro pubblico, comunque mi seguono anche i miei paesani. Comunque, per farla breve, parlerò in macedone adesso, spiegherò anche a loro comunque dove sto andando, che paese sto passando, cosa sto vedendo, comunque quello che ho detto in italiano lo dirò in macedone. Ciao a tutti amici italiani e quelli che parlano l'italiano. Inizio a parlare in macedone. Dobar den. Site počituvani sledbenici koji me sledite. Еве тука сме негде во зона Ланге, зона која го представува виното, како што видите, што гледате. Еве луѓе кои пешачат, јарно, водат здрав живот, излезени на чист воздух, добра прошетка. Како што знаете, пешачењето и велосипедот се едни од најздравите спорти. Се приближуваме на кај Манго, потоа Манго останува лево, ние продолжуваме надолу и идеме по пат за Валдивила, се вика местенцето кое што ќе поминеме, мало местенце, селце. После тоа иде Кастиљо Нетинела и после тоа се спушташ доле во Санто Стефано Белбо. Тие се тука така познати по лозје, како што гледате, вино и убави патеки за велосипед. Нема толку многу сообраќај, убави пейсажи има, да се возиш, да уживаш, ресторани, барови. Кај што сум јас, не дека толку сега имаме барови и ресторани, имаме негде околу, еве ваму во 10 километри имаме, да кажеме, 1, 2, 3 бара. И не се малку. Од Камо до Тинела се 10 километри, имаме 2-3 бара, кои не се ни малку. За во села, не е тоа град. Али ако продолжите нагоре, на кај Босоласко, натаму, значи тоа е, такви ресторани, хотели има. Тоа е убавини. Ресторан Панорамика се вика во Босоласко, кај што ви го препорачувам ако доваѓате на тука. Имат се што сакате да јадете, па дури и пица, така да екстра прекрасен поглед. Кој ужива во велосипед може да вози до таму, кривини, добри изазови, да уживаш во воžња и така натаму и така натаму. Од Сабајле паѓаше снег
Сега сме малку така во фаза на топење. Па сакав да излезам да направам едно мало кругче до 30 на километри. Така да снимам некое видео и тоа е. Не се бавам професионално со тоа. Снимам ете така од љубов, што сакам да имам некои видеа на YouTube, ги качам таму на мојот канал. Заследете ме. Повеќе околу велосипедот се врти каналот, затоа го и направив. Да некои патеки што имам возено, ако можам да си дозволам да ви предложам негде да возите, кај што можете да уживате во добра храна, добар пейсаж, ете на море. Идете на мојот канал, видите го видеото во Сан Ремо, кај што имам возено писта за бајкери. Значи пистата е долга 35 км во еден правец, идење и враќање се 70. Прекрасно. На сам море возите, уживање, барови, ресторани на патеката за велосипеди. Тоа е толку уживанција, поглед на море, патека направена двосмерна, од која имате и една лента за пешаци. Значи, стварно со тунели, со музика во тунели. Прекрасно, прекрасно, како еден автопат. Само што е за велосипеди. Имам уживано таму премногу. Немам некое долго искуство, да кажеме, да имам возено некои долги релации. Али ете тоа што имам доживеано, можам да ви го пренесам. После имате тука кај што зборев претходно за Босоласко. Имате натаму, па од тука, од Тинела до таму имате 40 км. Прекрасно, на височина од 800 метри надморска висина. Прекрасни пейсажи. Можете да уживате во такви убавини. Толку е убаво. Исто и таму имате, ако не сте од тука, дојдени сте да возите, имате кај да спиете, имате хотели, имате B&B, имате све што сакате. И да јадеш, и да пиеш, и да уживаш, и да спиеш. Значи, имате избор. Од таму, Босоласко, можеш да се спуштиш долу на море, Савона. Значи, можеш да го направиш вој круг од тука, Зоне Ланге, Босоласко. Идеш од таму, ако сакаш да останеш една вечер во Босоласко, преспиеш и се спуштиш после долу на море. Па возиш на море. Имаш избор. Така да... Еве, лево останува Манго, јас одам десно за Валдивила и потоа Кастильоне Тинела. Потоа, после Тинела, Санто Стефано Белбо. Се спуштаме. Драги пријатели, немам што да должам толку многу, да не го должам видеото. Тоа е тоа. Сега ете така, патот е асфалт, па све до доле, до Санто Стефано Белбо. Имам едно, да кажеме, едно 10-12 километри, може и мало више, до 15 највеќе, до Санто Стефано и сме стигнати. Така да, ве поздравувам сите, кликнете на звончето, заследете ме, ставете лайк ако не ви е тешко и ако сакате да гледате некои добри видеа,
Ќе се потрудам годинава да направам некое добро видео надвор од комфорт зоната. Сакаме да идеме и до Доломити, да возиме таму. Ќе направам уште некое видео на море, ќе направам некое видео можеби и надвор од државата, Италија. Би сакал да идам Аустрија да возам, па ќе видиме. Зависи од време, зависи од многу работи. Со работата како ќе имаме одмор и така, па може и во Македонија, ете. Не чекаат некои другари кои возат и они кои се байкери во Македонија, да направиме некое видео и во Македонија, кога ќе дојдам. И така, бидете поздравени, бидете ми живи и здрави, се најдобро, пријатно, довидување.